Добар ден, почитувани представници на медиумите. Денеска Дипломатскиот совет на СДСМ по втор пат ги разгледува заклучоците од Министерскиот совет од Брисел од 7-8 декември оваа година и прави анализа и проценки за идните случувања. Ако ми дозволите само накусо, би сакал само да укажам дека Советот во своите дискусии сака да придонесе во градење на меѓународната политика и ставови на СДСМ, кои сметаме дека се најцелисходни за интересите на Република Македонија. Исто така, предполагам дека сите сме свесни дека се наоѓаме во еден период кога државата се соочува со предизвици кои се едновремено и историски и одлучувачки за еднината и просперитетот на Република Македонија. Седницата уште трае и ќе трае уште малку подолго. Меѓутоа, би сакал сепак да искористам пригода да укажам на досегашниот тек од дискусиите и расправите и оценките кои превладуваат во овој момент, во овој досегашниот тек на дискусијата. Пред се, би сакал да нагласам дека преовладува став кој вели дека е пропуштена уште една прилика за правење на крупен, најзначаен исчекор во процесот на нашата евро и трансатлантска интеграција, што значи отпочнување на преговори со Европската унија за полноправно членство и добивање на покана за членство во НАТО. Како втор сегмент би можел да го формулирам дека е добро што сепак во заклучоците од Министерскиот совет во Брисел е содржана една временска рамка од 6 месеци во кој повторно ќе се разгледува препораката од Европската комисија за одредување на датум за почеток на преговорите со Република Македонија. Како трет сегмент од досегашните дискусии би го издвоил тоа дека треба крајно сериозно да се имаат во предвид одредени предупредувања кои се добиени од Брисел, дека можеби ова е последната шанса во еден подолг период за Република Македонија во однос на почетокот на преговорите со Европската унија. Конечно, тука ќе ве потсетам и на веќе на фамозната заедничка колумна на Солана и на Рен во пресрет на Министерскиот состанок, каде што беше исто така децидно укажано токму овој став. Понатаму, она што исто би сакал да го нагласам од досегашните дискусии е дека констатацијата дека е потребно владата на Република Македонија да иницира суштински преговори со Република Грција, секако под покровителство како и досега на Обединетите нации, за изнаоѓање на решение за спорот наметнат од страна на Република Грција околу името на нашата земја. Понатаму, став кој е исто така искажан е дека само низ такви преговори ќе дојдеме до вистинско сознание кои се почетни, а кои се крајни преговарачки позиции на двете страни и дали е можно взаемно прифатливо решение, она што конечно се бара и во резолуцијата на Советот на безбедност и во сите други акти, вклучително на Европската унија и на НАТО. Еден од следните поенти кои сум ги извлекол од досегашните дискусии е дека владата на Република Македонија мора да изнајде начин за повторно зголемување на интересот на нашиот главен стратешки партнер Соединените Американски држави за решавање на овој спор, како и за реактуализирање на нашето интегрирање во НАТО. Секако, покрај Соединените Американски држави, тука не се запоставуваат и другите влијателни фактори во рамките на Европската унија.
како еден од, еве сега би го кажал, може би како последен од досегашните дискусии, поента која може да се извлече е следна. Заради поуспешно остварување на стратешките интереси на Република Македонија, неопходно е креирање на внатрешно национално единство и политички консензус околу стратегијата за водење на преговори и црвените линии на Република Македонија во тие преговори. Почитувани, бидејќи уште на почетокот кажав дека дипломатскиот совет уште трае, со ова не би сакал да кажам дека се ова веќе некои конечни заклучоци. Конечно, дипломатскиот совет и не е тело кое донесува заклучоци, туку пред се има една советодавна улога и дека тие дискусии и анализи ги користат Социјалдемократскиот сојуз во градење на своите партиски ставови и политики. Околу заклучоците можам да ви најавам дека идната недела Централниот одбор на СДСМ ќе заседава и меѓу другото ќе расправа и на оваа тема.